На 16 јуни 1943 година бугарскиот фашистички окупатор стрела 12 невини деца од Ваташа. Денеска се навршија 80 години од овој гнасен чин. Во Моклиште, пред споменикот на убиените ваташки деца, цвеќе положија делегација од семејствата на убиените, градоначалникот Митко Јанчев, председателот на Советот доктор Стојан Чорамов, министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска, пратеници, советници, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, лидерот на Левица Димитар Апасиев, делегации од кавадаречки институции, представници на местна заедница Ваташа и делегации од Сдруженија на граѓани. Во чест на стреланите деца од Ваташа беа откриени 12 споменбисти и спомен соба. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев побара извинување за ова гнасно дело од Бугарија. 15, 18, 19, 20, 26, 28. Ова се најтажните броеви во повојна Македонија и во општина Кавадарци. Ова се годините кои ги имаа нашите ваташки херои. И има кога застанаа пред пушките и митрелезите на тогашниот бугарски фашистички режим, кој окупираше нашата Македонија, кои смело го ги дадоа своите животи за она што денес гордо го имаме, тоа е Македонија. Смртта стана немојшта пред нашата младост исправена, пред очите наши загледани уште тоа утро во иднината. Овие зборови се напишени на овој споменик да сведочат за овој крвав злочин. И затоа, никогаш да не заборавиме страдањата на македонскиот народ кои ги живеале во 4-годишната окупација и да се гордееме со сите оние борци и сите храбри луѓе што помагале во тие времења за слобода на македонскиот народ. Болката и лелеците на 12 ваташки младинца веќе 80 години одикнуваат на ова место. Во тоа време целата Тиквешија жалела, но во исто време и чувствувала гнев и желба за одмаста. Не забораваме, но можеме и мораме да простиме. Доколку соседите соберат храброст и гордост и се поклонат и извина за злоделото што ги направија, овде барањето прошка е морален чин. Изминативе години се извршија неколку реконструкции на ова место, а денес отворивме спомен соба и откривме 12 бисти. Ова е најмалку што може да направиме, но не е многу за сите овие 80 години. Ова не е работна задача или дел некоја од програма. Ова ни е обврска. Имаме обврска да го чуваме споменот за секогаш и во секоја наредна генерација уште посилно да ги врежиме спомените и да раскажуваме за едно време во кое другарството, искрајноста и храброста значеле се. Ние не забораваме. Затоа и денес 80 години подоста ги поставивме бистите на нашите синови и браќа македонци. Со длабок наклон кон почит стоиме овде, пред болката на овие деца, пред болката на семејствата, пред нашата историја. Ова што сме денес е нивна заслуга, да не се повтори вечна им слава. Историски час за стреланите младинци од Ваташа одржа професор Мики Камчевски. Некаде околу Пладне, младинците двајца по двајца били изнесени од кафаната. Од придружба на цел еден кордон војска, младинците заедно со поручник Костов, бугарските агенти и двајца полицајци се упатуваат кон место Стардулово Долче. На патот, од кој никогаш нема да се вратат, заминуваат Перо Иловидов, 15 години, Ванчо Тасев Гурев, 19 години, Данко Глигоров Давков, 18 години, Илија Димов, 18 години, Ристо Трипов Џондев, 18 години, Блажи Ицев, 20 години, Герасим Лазов Матаков, 18 години, Пане Методија Мешков, 18 години, Ферчо Поп Џорџиев, 26 години, Васил Хачијорданов, 28 години, Диме Блажов Чекоров, 20 години, Пане Методиев Џунов, 18 години. Со нив се спроведени и 4 младинки од селото, блиски роднини на некои од младинците. Невена Хачијорданова, Стева Ампова, Ката Ицева и Павлина Касапинова. На тргнување, поручник Костов им рекол:
Ајде сега да ни го покажете патот по кој што требаше да одете во Партизани. Со многу емоции, стиховите од песните "Ми заплакало селото Ваташа" и "Цветови" од Славко Јаневски ги интерпретираа Катерина Танева, Андријана Јаневска, Игор Џамбазов и хорот Мирче Ацев. Додека се интонираше оваа химна на селото Ваташа, речиси од сите очи течеа солзи. Мајската роза и цветот модер в миризма молат. Закити друже огнена пушка со цвеќа млади, па напред појди и други деца брани. Со гради втиквешко негде, некое село, кај вслана тихо венеше цвете, убија дете. Стиховите од песната "Зора во гробие" ги рецитираше Цане Пановски, а рецитал имаше и ученичка од Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот во Ваташа. Пораката од денешното одбележување на 8 децении од убиството на децата од Ваташа е никогаш да не се повтори ваков ужас. Јас сум Александра Барбаровска, Потомок на кого? потомок на еден од загинатите 12 ваташки деца, Пане Мешков. Така. Тој- Каква е вашата родинска врска? Да, он е брат на мојот татко, Така. Кочо Мешков, кој што, да, исто бил партизан. Какви се вашите денеска чувства? Што предизвика овој момент? Овој момент многу, ми предизвика многу емоции, меѓутоа и многу сеќавања на најмногу на мојата баба, затоа што ја памтам секогаш во црнина и во голема тага. Тоа е Мајката на Пане и на татко ми. Да. И тоа е нешто со кое што она си го проведе својот живот, а посебно најаки беа емоциите кога ќе слушнеше ова песната за Ваташа.